За минута ми рекоа, пошто нашиот Zoom реши да ме изфрли мене. Само да ми дадат знак. Finally. Okay. Добро утро на сите. Благодарам што сте со нас утрово на нашата дискусија за придобивките од начин на решавање на споровите. Discussion today, the benefits of mediation as an alternative way of Folizovať od Marimpiec и у нјовто се вебинари. Страница и се преведува на 3 јазици, од десната страна на крајот ги имате преводот на македонски, албански и англиски. Меѓутоа, доколку има било кој проблем технички, слободно напишете во четот, обратете се, колегите од Институтот за европска политика се тука да ни помогнат. Благодарам уште еднаш што сте со нас. Денешниот настан се организира во рамките на проектот Медиација без дилема, кој што е проект финансиран од Амбасадата на Кралството на Холандија во Скопје. Проектот го спроведуваме заедно со неколку партнери кои што се денеска со нас. Тоа е Академијата за суди и обвинители Павел Шатев, Комората на медиатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медиатори. Ваква форма на соработка на Институтот за европска политика не е непозната. Ние работевме на слични теми во 2013 година со други холандски партнери и воопшто, ако застанеме чекор наназад, ја гледаме медиацијата како еден дел на трансформација на македонското општество и дел од споровите по оние европски теркови. Всушност и самото носење на законот 2006 година, воведувањето на медиацијата од перспективата од каде што ние ја следиме, беше меѓу другото да се растоварат судовите, меѓутоа и да го следиме она што се случува во Европа, да бидеме свесни дека постојат директиви на европско ниво кои што ги регулираат овие прашања и да на некој начин поттикнеме дискусии во однос на обврските на сите чинители кои што ги имаме во овој контекст. Поради тоа во следните 2 години ние Together with our partners, we will be working on increasing the rate of use of mediation as an Она што ќе го работиме е всушност да обезбедиме истражувања базирани на докази во однос на тоа каде сме денеска, 14 години после носењето на законот. Ќе ги зајакнуваме заедничките капацитети како наши, така на Комората на медиаторите, меѓутоа тука се и судиите и обвинителите во однос на примената на овој принцип и ќе овозможуваме суштински диалог помеѓу сите чинители. Токму на оваа последна точка е денешниот настан, односно диалогот за политики на кој што сакаме да продискутираме всушност за каде стоиме денеска, како сите различни чинители во оваа област го гледаат наредниот период во однос на развојот на медиацијата. И на денешнава дискусија која што е предвидена да трае некаде Што пара партот зад дикоров прекациш максимум учество на сите засегнати страни во нашиот проект, меѓутоа и пошироко. И како што видовте според агендата, ќе имаме неколку воведни обраќања, меѓутоа тоа се истовремено и суштествени обраќања во однос на тоа каде ќе се движиме напред. Со нас денеска се неговата екселенција заменикот амбасадор на Кралството Холандија во Скопје, господинот Роберт Декер. Драго ни е што сте со нас. Понатаму тука е министерот господин Мојан Маричек, министерот за правда на Република Северна Македонија. Благодарности до него, професор доктор Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за суди и јавни обвинители, која што е еден од партнерите во нашиот проект, професор доктор Јан Ван Цвиетен од Холандската федерација на медиатори. We're glad to have you with us.
и господинот Славе Младеновски, кој што е исто така еден од партнерите на проектот, претседател на Комората на медиатори на Република Северна Македонија. Тоа ќе бидат, значи, овие говорници ќе бидат во воведните обраќања, меѓутоа потоа ќе продолжиме веднаш со суштествена дискусија за која што тука ние државната советничка во Министерството за правда, госпоѓа Радица Лазаревска-Геровска, со која што работиме многу години на ова прашање, и доктор Марко Андонов, претседател на Одборот за обезбедување, следење и оценување квалитетот на медиацијата во Република Северна Македонија. Благодарам на сите што сте уште еднаш со нас. Сите ќе имаме некаде 7-8, максимум 10 минути да ги дадеме своите видувања. Благодарам на сите учесници што не следат директно и онлайн. Институтот останува отворен за оваа дискусија уште подолго во наредниот период. За да не должам многу со оглед на тоа дека почнавме и неколку минути подоцна, би му дала најпрвен збор на неговата екселенција господин Роберт Декер за неговото обраќање. Mr. Decker, the floor is yours. Thank you so much. Just a test. You can hear me all right? Yes, wonderful. Okay, perfect. Well, thank you so much for inviting me here today to speak to you, dear Minister Maricic, Your Excellency, Dr. Kaczarska, Dr. Gaber Damaniowska, Dr. Van Swieten, obviously, from joining us from the Netherlands, and Mr. Mladenovski. Dear speakers and participants, it gives me great pleasure to speak today at the opening conference of this project, Mediate, Do Not Hesitate. This project is supported by the Dutch Embassy and implemented by the European Policy Institute, the Academy for Judges and Public Prosecutors, the Chamber of Mediators of the Republic of North Macedonia, and the Mediators Federation Netherlands. We are looking forward to this project, which brings North Macedonia and the Netherlands even closer together in the field of the judiciary and rule of law, in a bilateral initiative to exchange knowledge and experiences and to help increase the overall use of mediation in this country. Today's conference will discuss the benefits of mediation as an alternative way of resolving disputes. It will be the start of a dialogue and of cooperation amongst the most relevant stakeholders in mediation: judges, public prosecutors, government officials, the business community, mediators, and of course the citizens of this country. The next 2 years, this project will hopefully encourage them to make use of the advantages that mediation offers as a different and alternative way to settle differences. I'm aware that many people in this country may be suspicious of a judicial tool that does not involve judges or meetings in an official courtroom. Yet I sincerely believe that there are many gains to be had from the use of mediation. It allows for the parties in a dispute to settle their differences out of court through negotiation with the help of an independent and impartial mediator and reach a mutually acceptable solution. This not only de-escalates conflict, but it's also less expensive and saves time for those affected by a dispute. In a recent survey on mediation in the Netherlands, about 83% of lawyers said that they recommended mediation to their clients because mediation is a much faster process than litigation. And about 95% of Dutch judges said that their motive for recommending mediation to disputing parties was that a court decision would not resolve the problem between them. Mediation also relieves the judicial institution from an influx of cases which can be better settled out of court. Therefore, mediation alleviates the pressures on the human and technical capacities of the courts. Speaker and participants, we live in complicated times with increasingly complex societal and business relationships that require flexibility in addressing differences between us. COVID-19 is a prime example of such a disruptive event, which has made us re-evaluate traditional concepts and notions, beginning from our daily interactions with each other to how to best deliver justice. Mediation can be an effective way to provide a valid, specialized, and fast response to growing disputes. It is a strong mechanism to uphold the rule of law and diminish citizens' dissatisfaction with slow justice. And justice delayed often means justice denied. Ladies and gentlemen, participants, with its judicial reform process in the past few years by adopting key legislation in line with the recommendations of the Council of Europe
and with European standards, North Macedonia is on a successful track to uphold the values and principles of democracy under the rule of law. I strongly encourage the government and the justice sector to uphold this momentum and to build upon the reforms with committed and effective implementation. These efforts, including the project which we start here today, brings North Macedonia closer to the European Union. There may be challenges on the way, as accession is a complex process, and we have all witnessed that the past few weeks. But challenges have to be turned into opportunity. The sooner the reform process gives sustainable results, the stronger is the trust in the justice system by the citizens and by partner countries. And building trust and mutual respect are values that mediation can help foster. I wish you success in your work, and I'm looking forward to the results of this exciting new project. Thank you very much. Благодарам, Ваша ексцеленција, благодарам и за поддршката на овој проект. Следно би му дала збор на министерот за правда, господинот Бојан Марички. Благодарам уште еднаш што сте со нас. Повелите. Благодарам, Симонида, благодарам на сите присутни, почитуван Роберт Декер, заменик амбасадор на Кралството Холандија, почитувана директорке на Академијата за суди и јавни обвинители. Особено ми е драго што имаме и представник на Холандската федерација на медиатори, почитуван Јан Ван Цвитен, и почитуван Славе Младеновски, председател на нашата комора на медиатори. Драго ми е што денеска имаме можност да продискутираме и размениме мислења околу придобивките на медиацијата како алтернативен начин на решавање на споровите, особено што доаѓа во вистинско време кога сме на самиот крај на дефинирање на текстот на законот за медиација кој што треба да се најде наскоро во собранието. Најпрво на владата, па потоа се разбира во собранието, меѓутоа работиме на текстот интензивно. Радица ќе ви каже повеќе за тоа и Славе секако, и мислам дека е точно на време на оваа дискусија пред да се финишира текстот. Споровите се редовна појава во правниот живот и може да имаат и добри и лоши последици во зависност од тоа како се решаваат. Медиацијата без дилема е концепт кој промовира мирно решавање на споровите во која сите страни се чувствуваат како добитници и која што може во сериозна мера да ги намали трошоците на судските постапки, но исто така и да ги намали потребите од судските спорови. Медиацијата и говори за културата во општеството, дека разликите може да се надминат преку диалог и разбирање, без да се троши времето кое ни е скапоцено на сите, а уште повеќе да се избегне стресот и трошоците, како што спомнав, кои може да настанат во одржувањето на судските рочишта. Медиацијата им овозможува на странките да ги редефинираат своите односи или активности, или пак да воспостават еден вид на нова соработка меѓу нив. Страните кои влегле во постапка за медиација имаат голема шанса да го надминат спорниот однос со својата спротивставена страна доколку направат искрен обид. За илустрација ќе искористаме неколку статистички податоци. Ако вкупната бројка на медиации меѓу 2007 и 2016 година не можеше да достигне ниту троцифрен број, веќе од 2017 година се забележува драстична разлика. Лиценцираните медиатори, заклучно со октомври оваа година, прикажаа внес на 1837 предмети во регистарот за евиденција на постапките за медиација на Министерството за правда. Од овие предмети, 68% или 1241 предмет завршиле со спогодба. При тоа најголема успешност има кај работните спорови, каде од 948 предмети 99,6%, односно 945 предмети се завршени со постигнати спогодби. Процентот не е занемарлив и кај трговските спорови, каде процентот на успешност е 28%, значи скоро 1/3. Најдобрата страна и придобивка од медиацијата е што сите се чувствуваат како победници и нема потреба од судско докажување и жалби или потрага по одмазда и казни, нови постапки кои неретко резултираат со големи трошоци за секој од странките.
Токму затоа и медиацијата е многу добра и за бизнис секторот, добар потенцијал. Побрзо решавање на споровите преку спогодба, задржување на бизнис партнерите и коректните бизнис односи, поголема задоволство кај вработените. Секако трошоците за работењето се помали, а постои и заштеда на време. Особено чувствителна сфера остануваат трговските спорови од мала вредност. Објавената економска анализа на трошоците и придобивките во споровите од мала вредност на Центарот за правни истражувања укажаа на околноста дека трошоците на постапката и бројот на одржаните рочишта, особено пред одредени судови во Северна Македонија, ја доведуваат во прашање целисходноста на барање на судска заштита за спор од мала вредност. Едноставно не е исплатливо. Мирниот процес на медиација и употребата на креативните решенија им овозможува на деловните страни да не го изгубат образот и да продолжат со одржување на конструктивни деловни и работни односи во трговските односи. Сепак, потребно е значително да го унапредиме концептот и да ја зголемиме искористеноста на медиацијата како механизам за мирно решавање на споровите. Во извештајот на Европската комисија за оваа година, кој што излезе минатиот октомври, ни укажува дека треба да се продолжи со процесот на јакнење на свеста за медиацијата воопшто, а особено на полето на заштита на потрошувачите и здравствената заштита, со оглед на тоа што примената на медиацијата е лимитирана и треба да се работи на нејзина актуализација и промоција. За таа цел се формираше работна група за изработка на законско решение со кое треба да се надминат досега констатираните проблеми, на кои укажа праксата при постапките на медиација. Работната група при изработка на законот продолжи со следење на европските искуства, како и искуствата на Советот на Европа, така и на Европската Унија. Само of Europe. The law introduces novelties Се правимет прендрмецувац, парање комисиони целата кој криемен е успешно ќе ги извршува работите во областа на медиацијата. Внесот на сите примени барања за медиација во електронскиот регистар станува задолжителен, како и податоци за натамошниот тек на постапката, а податоците се покажаа исклучително статистички корисни, од кои може да се генерираат параметрите на применливоста и успешноста на медиацијата во пракса, а со тоа и ќе се овозможи врз основа на запишаните предмети во регистарот, медиаторот да го оствари правото на субвенционирање на постапките за медиација, што е во моментот предвидено, возможно и постојат на располагање буџетски средства. Овој закон наскоро ќе влезе во владина процедура, пошто ќе биде испратен во Собранието. Уште една работа само би напоменал, Министерството за правда предвиде во буџетот за наредна година буџетски средства за еден вид на кампања која што јавно ќе го промовира овој концепт на медиација и кој што ќе се обиде да го популаризира овој инструмент за користење и на тој начин практично и да ја оствари и забелешката на Европската комисија, но исто така и потребата, неопходноста за зголемување на важноста на медиацијата. Верувам дека ќе имаме можност тоа да го пресликаме и во академијата. Сигурен сум дека директорката ќе се осврне на овој дел, затоа што само со навремено подигање на јавната свест, но исто така и на едукацијата на кадрите кои што треба да имплементираат, можеме да имаме успех во поголемо етаблирање на медиацијата како инструмент, а во исто време и да доколку покажеме на дело дека медиацијата функционира, тогаш ќе зголемиме и јавната доверба и довербата на бизнис секторот дека ова е инструмент кој што вреди да се користи и вреди да се употребува. Ви благодарам на можноста да се обратам денес, ви посакувам плодна дискусија. Јас некаде пред 12 ќе морам да се исклучам затоа што имаме седница на влада, така што до тогаш ќе бидам тука. Благодарам, Бојан. Благодарам и за споделувањето на информации кои што нам ќе ни бидат важни за понатаму како да се ориентираме и во проектот. Сега би дала збор на директорката Наташа Габер-Дамјановска, повелете. Благодарам, Симонида. Почитуван господине Роберт Декер, заменик амбасадор во амбасадата на Кралството Холандија, почитуван министре Маричич,
почитуван професор Јан ван Цвитен, председател на Холандската федерација на медијатори, почитуван господине Младеновски, председател на Комората на медијатори на Република Северна Македонија и почитувани колеги. Пред се во услови на глобална здравствена пандемија која го редизајнираше нашето приватно и професионално секојдневие, задоволство ми е што продолжуваме со реализацијата на нашите деловни ангажмани, па макар и на ваков онлайн начин. Денешниот настан го означува отпочнувањето на проектот Медијација без дилема, кој го реализира Институтот за европска политика ЕПИ во соработка со нашата Академија за суди и обвинители, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори. Реализацијата на проектот е поддржана и финансирана од страна на амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, за што сме особено благодарни. Медијацијата како средство за решавање алтернативно на споровите за жал во нашата држава релативно малку се применува. Граѓаните, а воедно и правните субјекти многу полесно се одлучуваат за поведување на судски спор, кој може да биде многу подолготраен и поскап, отколку да изберат медијација како алтернативен начин на решавање на истиот. Државата преку сите релевантни институции сепак се обидува да го промовира овој економичен и брз начин на решавање на одреден настанат спор, зашто говорат првично, ако одиме редоследно, воведено е тоа и како заложба во стратегијата за реформа во правосудниот сектор, потоа во обидите, кои веќе финализира, да се даде нова законска рамка за медијацијата, но и се разбира придружни напори, како што е и овој проект кој што се надевам дека ќе даде многу продуктивен придонес во смисла на афирмација на медијацијата. Согласно актуелниот закон за медијацијата во нашата држава, медијацијата се применува особено во имотно-правни, семејни, работни, трговски, потрошувачки, осигурителни спорови, понатаму спорови од областа на образованието, заштита cases, protection of the environment cases. Пенале, контест, и други спорни односи каде што медијацијата може да одговара на природата на спорните односи и може да помогне во нивното разрешување. Дури тука може да се приклучат и одредени кривични спорови, доколку со посебен закон не е исклучена примената на медијацијата. Динамиката на работата на деловните субјекти, трендот на интензивно намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста, понатаму технолошките придобивки со можности за моментален трансфер на информации, мобилност во сите сегменти на живеењето, ја наметнуваат потребата да се надмине традиционалното водење на судските постапки и да се бараат нови начини за ефикасно разрешување на споровите и конфликтите преку иницирање постапки со брзи и ефективни начини на решавање на споровите, како што е медијацијата. Токму со цел да се зголемат случаите за примена на медијацијата, зашто гледам дека е заложба на сите денешни учесници, наместо да се води долготрајна судска постапка, во рамките на овој проект предвидени се низа активности, обуки и конференции на сите засегнати учесници во процесот, на кои ќе им се зајакнат капацитетите и кои ќе разменат мислења, идеи и практични примери за примена на медијацијата и незина поголема промоција во општеството. Се надевам дека преку вакви поинтензивни активности и дискусии, кои што ќе се одвиваат секако и во рамки на Академијата, ќе се дојде и до побројни ефектни резултати кои во пракса ќе демонстрираат незината полезност. Привилегијата во овој проект за домашните медијатори и стручна јавност е до толку поголема што за успешна реализација на предвидените едукативни активности, кои што се предвидени со проектот, ќе бидат ангажирани и експерти од Холандија. Задоволството ми е дека проектот предвидува едукативни активности во рамки на Академијата како за континуираната обука, значи за актуелните судии пред се, делообвинители и други професионалци, така и за нашите слушатели од седмата генерација во Академијата. Тоа е предвидено да се одвива во следната година.
За ваша информација, од 2013 до денес Академијата реализираше вкупно 8 обуки посветени на медиацијата, на кои учество земаа вкупно 129 учесници, суди, обвинители, судски службеници, представници на Комората на медиатори и представници на други релевантни институции во оваа сфера. Па затоа ви благодарам на сите кои што се денес присутни. Верувам дека целите ќе бидат постигнати со овој проект и дека крајните резултати ќе генерираат нови можности за понатамошни продлабочени идни заеднички активности. Благодарам од името на Академијата. Благодарам и на вас, директорке. Многу ни дадовте соодветен повед за да може да му дадеме збор на Јан. Јан, повелете, вие имате презентација, мислам дека ќе ви дадат можност за споделување на екранот. Wonderful. Can you see the screen? Yes, thank you. Great. Okay, thank you very much for this Ви opportunity. благодарам за оваа можност. Ви благодарам, господине Декер. Добро е да се види. Den druar prefacues institucionovete măcet. This cooperation, which started Оваа Slava соработка почна пред Mendoi se iste trecatăr viteve parta ne mult. Драго ми е што можеме да ја подигнеме на this cooperation. What I would like to do is show you how do we do it in the Netherlands, why, and I'm really proud to say is at this moment the Netherlands the #1 in mediation in Europe, and what can we do to bring North Macedonia even further than the Netherlands. So if I'm too extensive in my speech, just stop me, Simonida, just say, okay, this is enough. Otherwise, I may be talking too long. So, first of all, short introduction. I'm chairman to the Register of Mediators in the Netherlands. I'm mediator since Jam dërmituar nga viti 2002. 2002. Mostly for the courts. I'm director of the Executive Master Mediation, and I'm leading the project, which is now in the EU, where 25 universities bring the Master in Mediation all over Eastern and Western Europe. I will come back to that later. So, first of all, why the Netherlands? And then what we say, the 10 golden rules to make it work. First, mediation in the Netherlands. These are the number of mediators. What you can see, we started in 1995, and this was a big advantage, because in 95, nobody knew about mediation. And so we were able to grow and make all the mistakes you would like to make. And we made them, I can promise you. So this is your disadvantage. Your advantage is that there's already a lot of knowledge. Your disadvantage is it is immediately at the highest level, and you are not allowed to make the mistakes. You cannot be the child, you must be the grown-up immediately. So this might be your challenge. So what we can see is that the numbers grew very fast, up to almost 5,000 mediators. And then we decided, okay, but this is not going to work because there were too many people who just did it as a side business. They didn't take it serious. And therefore, in 2012, we changed the system and put real high quality demands on the mediators. And therefore, we had a drop in numbers, but a huge increase in quality. And with that, an increase in mediations, an increase in acceptance of all the people in the Netherlands. And now we are still almost at 3,000 mediations, but our numbers are really growing. So we have now more than 100,000 people trained as a mediator, but only 3,000 do it as a profession. All the rest is doing it within the companies, within their own organization.
We have more than 1 million for informal mediations. I just heard that there will be an obligation to report the mediations in North Macedonia. In Holland, it's not. You're not obliged. You're only obliged as a mediator to bring in a number of cases. So therefore, we only have 200,000 official mediations, officially reported, but way more than 1 million real mediations. The officially reported mediations are divided like this. I heard Mrs. Gaber say about criminal cases. This is really rising. This is really big, and especially for the victims. So we do not do mediations on punishing the people who did it. No, it's for the victims to have better understanding why it happened, what happened, and that really helps. On the business and the public government, there are lots of mediations, but mostly they are not reported. So we think their numbers are way higher. So how can we make it work? First of all, the biggest mistake is separation. You must unite. This morning I had a meeting with the Kazakhstan ministry, and they have 12 bodies for mediation. And if you have a profession like mediation, which is not known to anyone, and then you divide it by having 12 different institutes for it, it will not work. So you need one organization. It brings transparency. You have the strength of the numbers, and we can have common values as mediators, which is more important than our differences. So therefore, in Holland, we decided to have the federation. And the federation is a combination of all groups. Each of the groups have their own body, but they are all united in the federation. The lawyers, divorce lawyers, psychologists, notary, governmental mediators, labor, everything. And they're all in one federation. These are the demands. You need to have at least 100 mediators, and you must exist for more than 3 years. Then you can enter into the federation as a body. What is very important that only 2% of the mediations come from the courts. But still, the courts are very important for our credibility. So therefore, we want it. But the law to us, Potrebni su if you look Поради парненукашен иронцичен да се there, it's an obligation first to go to mediation before going to court. In Holland, it is not. And my Italian colleagues said, okay, it failed with us. For us, we have now, even in the court mediations, almost 90% success, which is good. Why? People come voluntarily. So therefore, we believe that the law should not oblige no mandatory mediations, only encouragement. So there's, especially in the beginning, there was financial compensation if you would go to mediation. That means that the law to us is not important. Second is, or third is, create a clear structure. Energy flows where attention goes. If you do not have people who really go for it, it will not work. Therefore, we have a bureau with 8 people full-time working for mediation. And this is connected to the quality. We need to show the same level as other professions. If we cannot show this, we cannot compete. And therefore, it also means we have to take it serious. It is not a side business. In the beginning, we had lawyers who did 1 or 2 cases a year in mediation. So they were lawyers, not mediators. We had psychologists doing 1 or 2 mediations. And they felt like a psychologist, not like a mediator. So now we have a lot of quality measures. These are some of the quality measures we have.
It's about entering the register. It is about maintaining the standards, all the regulations, complaints, whatever, disciplinary boards, everything. Just the same as other professions. We have about 90 people working in the quality system in all kinds of functions. So the federation is just for the policy, but the real work is with the register. And we audit the mediators, we accredit the mediators. And what do we do on this? We do the basic acceptance. We make the exams, the assessments, which is quite difficult to pass. Only 20% of people pass the assessment. We do a lot on quality, and we do a lot on permanent education. And as soon as you cannot oblige to the permanent education, you have to leave the register. Every 3 years, every person, every mediator has a new assessment, has a new review. So the other part is accreditation and control on the educational institutes, because we need high quality, and this always starts with the education. And there we see a huge change. If you look at mediation, normally it's this. All over Europe, even of the International Mediation Institute, there's a basic course to enter the mediation register of, let's say, somewhere between 6 and 12 days. This is normal. That means that the basis is the Bachelor of Master education people already followed. So is this a real profession? I mean, we do exams, we do assessments, and you can register. And you can go on, you can do the specializations. And we audit the institutes for this. But is this a real profession? In our opinion, it should be taken serious. And this is the big change. So you cannot just rely on the bachelor or master education people already have. You have to see it as a real profession. And that means that the big game changer to us now is that we now bring bachelor and master education for mediators. Complete masters and bachelors. For this, we have a great project with the European Union. We have an international register for these people who finished the master in mediation. And there's an international board for the program and for the operations. And the universities are officially registered to do this. In these programs, we already have a lot of countries and already 25 universities who all bring the same program. And the advantage is we have joint programs, so people can go to any country they want to follow the same program. And we can exchange staff, teachers, which is important because there are not many good teachers related to mediation. So for us, it was very important to be able to have staff which is able to go to all the places. So my question would be, where's North Macedonia on this? Okay. The question is, if you have this game changer, you have two questions. The numbers are, of course, for the Netherlands. If you bring it to the universities, it is much cheaper. And this is a problem because all the institutes that already do it for much more money will disappear. And with them, the quality of education might disappear. So we have to find a solution for that. The other thing is, from a university or a bachelor, there will be very young people coming in. People 22, 23 years old being a mediator. Is this possible? If you have a divorce,
and you have a young person, 23 years old, who might have been your kid as a mediator. Is this viable? So this is really another challenge. In practice, it proved to be no problem. I mean, we have lawyers of 23, we have psychologists of 23, and now we even have projects in the schools, in primary school, of young kids, 10, 12 years, doing mediations for other kids, and it works. So don't be afraid to have young people involved in it. Something Mr. Dekker already told us, if you cannot beat them, join them. Judges and lawyers are our friends. They are the ambassadors. Most of the lawyers and judges really like mediation. In the beginning, lawyers were opposing it, but now they see it brings them even more work. Because a lot of cases do not even go to court, but the lawyers are involved. And make it well known to the audience, to the people in the country. Also very important. I think if you ask in the Netherlands, almost all people know about mediation. Courts can help a lot in the credibility. Only 2% of mediations are court mediations. Less than 2% of all cases in the courts are solved by mediation, but still it is important. So win the judges, train the judges. My vice chairman of my board is a judge, and that's very important to me because he has the entrance. So this is important. We have the exclusive right of the courts to our register. And this means that all people want to be in the register. How does it work within the courts? Each court has a bureau for mediation, and they look at all the cases that come in. Rastet till att pronuncia son regeln. Mediation, yes or no. If yes, they will go to the parties and they will ask, okay, are you willing first to try with mediation before going to the judge? The other possibility is that during a court session, the judge will say, maybe you should first try mediation. And then he goes back to the bureau, and the bureau will bring to the people the possibility of 4 or 5 mediations of mediators, and they can choose which mediator they would like to go to. Then the court case is postponed for 5 months, and the mediator has maximum 3 to 5 months to solve the case. And as I said, almost 90% of the cases is solved at that moment. They even made a special film. I will not completely show it to take too much of your time, but this is a film made by the courts to show people about mediation. This is how it goes. So this shows that the courts are really trying to promote mediation. They even make these kind of promotion films for it. We do not have to do this as a federation, they do. Even more important is find the entry doors to the market. There is no mediator in Holland who would be able to live just from court mediations. So you will have to find your mediations in the public market. So where do we find conflicts? Who has something to lose in a conflict? Where can we find the win-win? This is where we can find our cases. And this means that the first real big group is the government. The task of the government is to be there for the people, not to fight with them. Therefore, now the biggest ministries, like the Ministry of Tax, the Ministry of Defense, they all have a pool of about 50 internal mediators.
and many more on the city halls and on other places. So they want to solve as much as possible with mediation. The public sector entities, the central transport system, private organizations, insurance companies, multinationals, they all have their own pool of mediators. And of course, lawyer firms, accountancy, they all have mediators. And this brings 98% of all the mediations to the people. And the way to make it popular is quite simple, make it known. And you only make it known when they understand it, when they are trained. So we train all the judges and the lawyers. We trained all mayors, all politicians. We train all HR managers, all CEOs. And why do we do this? Not to make them mediator. They will never be mediators. But they will understand about mediation and they will like it. And the same to all the people in the market, accountants, advisors, insurance companies, whoever. And traveling into many countries, I might say culture is never an excuse. Very often they say, yes, it might work in the Netherlands, but not with us. Our culture is different. People in Holland really believe that our court system is good, is objective, and still they prefer mediation. I think in many other countries, people have even more. For example, we go a lot to Ukraine. People prefer to go to mediation instead of going to the court because they trust more the outcome. The conflicts are similar. The divorce is the same in every country. The divorce is the same in the emotion to every person. And therefore, don't make it something only of the law and the lawyers, because in a divorce, you need a psychologist, or you need a financial specialist, or whatever. You need all kinds of backgrounds in mediation. People want to have control, and they don't like to lose it all. So if I shortly wrap it up, we have the ministry with a law, but the law in Holland is maybe the weakest mediation law in the whole of Europe. It doesn't say much, and we don't need it, because a lot of institutes connected to the courts directly connect to the Mediation Federation, and this works. All the mediators are in the registers, and therefore also in the register of the court and the register of the Council for Legal Support. And yes, they are also connected to all kinds of bodies connected to their own profession. But still, it's all privately organized, not subsidized, nothing. We have the same thing in the Council for Legal Support as the lawyers, but that's it. Thank you very much for listening to this. Thank I you. hope. Thank you, Jan, for giving us a glimpse into an alternative future. We have the discussion. I think there will be questions. I know I have a couple, if nothing else, but I would now move on to Slave. Значи, Слави, имате 10 минути за вас, потоа ќе продолжиме со Радица и со Марко. Повелете. We'll continue with slides. Благодарам, Симонида. Почитуван министер за правда господин Бојан Маричич, почитуван екселенција заменик амбасадор Роберт Декер, почитуван директор на Академијата за суди и јавни обвинители господја доктор Наташа Габер, почитуван директор на ЕПИ Симонида Кацарска, почитуван председател на Холандската федерација за медиација господин Јан Ван. Professor Jan van Zwieten,
Лично чувствувам големо задоволство што на ваков начин започнуваме со реализација на проектот Медиација без дилема, што го поддржа амбасадата на Кралството Холандија во Северна Македонија, а што заеднички ќе го реализираме со 4 многу значени институции за промоција на медиацијата, а тоа се Комората на медиатори, Академијата на суди и јавни обвинители, Институтот за европска политика и Министерството за правда. Со расположливиот стручен капацитет заедно со Министерството за правда, овие 4 институции направија финални измени и дополнување на работниот текст на Законот за медиација, претходно изработен од работната група на Министерството за правда. Измените на Законот за медиација доаѓаат во период кога имаме видлив напредок во развојот на медиацијата и со тоа може да направиме норми што ќе го поттикнат овој развој. Тежиштето во наредниот период всушност треба да се фокусира или се фокусира на неколку елементи за кои очекувам секој од нас да го искаже своето мислење, како и во досегашниот период. Прво, унапредување на концептот на медиација преку измени во делот на испитот на медиатори, конкретно во постапката на селекција на кандидатите за медиатор, која започнува со добивање тест за интегритет, потоа обука и завршување со полагање испит, односно добивање лиценца. Второ, зачестена употреба на медиацијата од страна на јавните органи, која определба беше побарана од владата на Република Северна Македонија со заклучок по потпишување на меморандумот за соработка со Комората на медиатори. Трето, промоција на придобивките од медиацијата за јакнење на свеста дека со поголема примена се постигнува намалување на поделеноста во општеството и се создава атмосфера на соработка. Сите 3 прашања се дел од стратегијата за реформа на правосудниот систем, која се повикува на директивата на Европската комисија за медиација во граѓански и трговски спорови од 2008 година и на директивата за медиација во потрошувачки спорови. Одредени активности планирани во стратегијата се веќе завршени, а овие 3 прашања што ги сметам за особено важни и значени во развојот на медиацијата се дел и од Законот за медиација и стануваат според мене и приоритетни во наредниот период. Накусо ќе се осврнам на 2 од наведените прашања, а тоа е употребата на медиацијата како постапка во јавниот сектор и промоцијата на медиацијата во општеството со дел од граѓаните, бизнис заедницата, да ги видат предностите, постапката, процедурата и крајниот исход на медиацијата. Лично сакам да се обидам на вешт начин да ги спојам овие прашања и да говорам за медиацијата, за незините предности во споредба со судската постапка и зошто е добро најголемиот корисник да биде јавниот сектор и сето тоа да го направиме во една континуирана кампања по претходно спроведено истражување на јавното мислење и промоција на медиацијата. По минатото единствен начин страните да дојдат до решение во спорот беше во суд со помош на адвокати со примена на законски дефинирана судска постапка. Денес не е само таа постапка што им дава можност на страните во спорот да го решат. Медиацијата, која станува според мене паралелен процес на судската постапка, според своето значење и можноста која им ја дава на страните да дојдат до конечно и правилно решение на спорот, се уште е недоволно афирмирана и не се препознава кај голем дел од населението во македонското општество. Како резултат на непознавањето на правилата на медиацијата од мнозинството граѓани, страните во спорот што се определиле за медиација очекуваат од медиаторот да се однесува како судија, како правен консултант или како арбитар. Истовремено, оние што се информирани за процесот на медиација поседуваат одредено сознание, одредено познавање и знаат дека не е идентична со судската постапка и можат да бидат скептични поради тоа што немаат доволно лично искуство и не ги увидуваат предностите во оваа постапка која имаат како можност за решавање на спорот. За нив медиацијата е ново искуство. Вештината на медиаторот се состои на страната што се заинтересирала за постапката на медиација
да и ги соопшти информациите што треба да ја возможат разбирање на постапката, а тоа е начинот на учество, практикување и примена на постапката на медиација. Во постапката на медиација не го одредува квалитетот на спогодбата, повикувањето на членовите од законот од страните во спорот, дека има право, а другиот треба да плати, туку доброволно искажаната волја да се постигне спогодба што ќе биде израз на нивните заеднички интереси. Ако страните дојдат до заедничко решение кое ги задоволува нивните интереси како што се пари, надомест, сатисфакција, компензација, кратко време, ефикасност, ефективност, заштеда на енергија, продолжување на соработката, добри односи, извинување, квалитет, висок углед, позитивна промоција, тогаш медиаторот може само да ја прифати нивната определба и да ги потикнува тоа да го направат и во форма на спогодба. Затоа е важно медиаторот во почетокот да постигне намалување на нивната скептичност, недоверба или погрешна представа за медиацијата како постапка од една страна, и затоа е важно граѓаните да бидат претходно запознаени со медиацијата, што значително се подигнува нивото на соработка меѓу секоја страна со медиаторот од друга страна. Сведоци сме токму во овој период каде што одредени категории од населението, одредени професионални групи покажуваат непознавање на медиацијата. Постигнатата спогодба гарантира зачувување на добрите односи меѓу страните, им дава можност да ја продолжат соработката и создава услови да бидат деловни соработници во иднина. Во почетокот на секој спор за институциите и предпријатијата од јавниот сектор, како и за секоја приватна компанија од голема важност е спорот што го има да го реши за кратко време, по можност да го добие или штетата да биде помала што треба да ја плати. Решувањето на спорот во судска постапка е различно во споредба со постапката во медиација и во овој контекст е потенциран дека во постапката на медиација до решението на спорот се доаѓа на тој начин што медиаторот на страните им помага како да дојдат до решението со почитување на интересите и на оние интереси што се заеднички и предизвикуваат задоволство кај двете страни. Ова ја прави медиацијата исклучително брза постапка, речиси неспоредлива со постапката што се води во суд за каков и да е вид на спор што е медиабилен. За одреден вид компании можноста спорот да го решат без присуство на јавноста, овде би спомнал осигурителни компании, јавен сектор и така натаму, присуството на јавноста е дополнителна вредност, односно немањето присуство на постапките во медиација им прави атмосфера на овие компании уште подобро да се чувствуваат во постапката на медиација. За разлика од тоа што го немаат во судската постапка, каде што нивниот спор добива и јавност. Секој обид на решавање на спорот со медиација им донесува на страните многобројни предности за да дојдат до решение само благодарение на вештината на медиаторот. Имено, вообичаено е страните да не сакаат или немаат комуникација кога се случува спорот, потоа да се чувствуваат повредени, измамени и бесни на постапката на другиот и најмногу се сакаат брза правда. Ако ја приближиме медиацијата до раководителите, до директорите, до лицата што носат одлуки и практично им демонстрираме дека со поголема примена на медиацијата сите добиваат, поединецот, семејството, правното лице, државата и општеството, секое започнување на постапката на медиација каде што медиаторот започнал да ги објаснува принципите на постапката е успех, независно дали страните ќе постигнат спогодба. Ова според мене е понекогаш клучен елемент граѓаните да бидат доведени на доброволна основа, меѓутоа и по можност на задолжителен обид во постапка на медиација. Праксата покажува дека стекнатото ново сознание кај граѓаните што биле во медиација им ги отвора перспективите за воиднина дека спорот може да се реши, дека и покрај тоа што не постигнале спогодба со страната во спор, ја сослушале нивната вистина и дека немаат никакви последици што се обиделе со медиација.
речиси ништо не загубиле. Можеби еден ден или неколку дена. Како медиатори не сме во можност да го следиме односот на страните во спорот кога не постигнуваат спогодба во споредба со периодот пред почетокот на постапката. И јасно е дека тие завршуваат во судска постапка. Меѓутоа, можеме ли да претпоставиме за момент дека медиацијата влијаела на подобрување на нивниот однос? Зошто да не? Од особено значење е граѓаните, вработените во државните органи и во јавната администрација, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор и медиумите. При решавање на одреден спор е пожелно да бидат информирани, да ги имаат предвид предностите, да ја разберат медиацијата како постапка која им помага во решавањето на спорот на брз, адекватен, економичен и ефикасен начин. Тоа значи, страната што има спор треба да биде информирана и запознаена дека има право, значи овде не алудирам на задолжителен обид, туку дека има право, дадена им е можност, создадени се услови да ја избере медиацијата како начин за да стигне до целта кон која тргнала. Медиацијата како нова постапка треба да биде рамо до рамо со правосудниот систем и да им биде на граѓаните и на правните субјекти позната, достапна и применлива за да ја прифатат за решавање спор. Со други зборови, медиацијата може да биде дел од нашиот секојдневен живот, да влие врз нашата култура и врз деловните односи и полека да го менува доминантното сваќање дека правдата може да се добие само и исклучиво во судска постапка. Со решавањето на спор со медиацијата во која една од страните е представник од бизнис заедницата или од јавниот сектор, по завршувањето на постапката со спогодба, тоа се дефинира со изразот домаќинско работење, затоа што трошокот направен во медиацијата е 1:10 пати помал во споредба од судската постапка. Овдека упатувам на заклучокот на владата, донесен 4.7.2019 година, со кој им препорачува на субјектите од јавниот сектор да ја практицираат медиацијата. Медиацијата има моќ да направи луѓето што се во спор да бидат пријатели, соработници и партнери. Социолошки гледано, за едно здраво општество секогаш е подобро да има спогодба на двајца задоволни, отколку една пресуда со еден што победил и еден што продолжува да се жали. Медиаторите се пионери што со своите вештини и знаење се обидуваат медиацијата да им ја приближат на бизнисмените како метод, како постапка или како алатка за да го решат спорот. Тие се вистинските личности, а медиацијата е патоказот до доаѓањето до целта во споровите меѓу представниците на државните органи, бизнис секторот, граѓаните и другите правни субјекти. Ако медиацијата ја поставиме на високо институционално ниво и да биде дел од образованието, тогаш може да очекуваме на долг рок да се намали конфликтноста во општеството. Вистинската енергија за да дојде до подобрување во општеството може да се случи ако страните во спорот ја препознаат медиацијата и ги запознаат незините предности, вредности и започнат да ја применуваат. Благодарам на ЕПИ за можноста како председател на Комората на медиатори на Република Северна Македонија да се обратам на оваа конференција и на овој начин да постигнеме или да почнеме да ја информираме јавноста, како и во досегашниот период, за предностите на медиацијата, а со ова да предпоставам или да очекуваме дека и резултатите од проектот што го поставивме, а го финансира Холандската амбасада, дека ќе бидат и големи и на задоволство на сите субјекти. Благодарам. Благодарам, Славе. Споредбата на медиаторите со пионери, веројатно бара да ја внесеме и Радица Лазаревска-Гировска во пионерите на медиацијата. Таа ни е следна говорничка, повели Радица. Благодарам, Симонида, што ме внесе што ме слепо под поимот пионер, иако вака не сум пионер. Благодарам на сите и чест ми е навистина задоволство што имаме прилика
повторно во еден состав на едно многу високо ниво и повторно со учесниците на Кралството Холандија да разговараме на темата што значи медиација. Мислам дека повеќето од нас се сеќаваат дека 2011 година, кога всушност навистина ја почнавме оваа борба за јакнење на медиацијата и што поактивно учество на медиацијата во општествениот живот во Република Северна Македонија, ја привршувавме во 2013 година и финалето беше всушност тој закон за медиација кој што се донесе. Не остана незабележан и навистина можеме да кажеме дека резултатите се видливи. Јас навистина не би сакала да го повторувам или министерот ги кажа резултатите. Значи, ако порано имавме стотина за 10 години, ако не се лажам, беше период што беше следен, сега веќе зборуваме за илјадници медиации и тоа повеќето од нив успешни. Ако тогаш зборувавме за стотици медиатори со постапки кои што се броја со 20, 30 и 50, не знам колку, сега веќе зборуваме за многу помал број на медиатори, но збориме за многу повеќе постапки. Како што кажа Јан, се правеа грешки. Значи, некога се почнал концептот на медиација во 2006 година, се имал еден правец, се акумулирале огромен број на медиатори, буквално секој кој што сакал да посети некаква обука од, мислам дека беа 40 на часа во тој период, се прибележале во тој регистар на медиатори. Имавме огромен број на медиатори, претежно правници, што ни беше тоа уште поголем проблем. Значи, имавме се од таа страна, но од друга страна пак немавме резултат. Сега веќе навистина не е така. Се покажа дека концептот кој што го сменивме во 2013 година со огромна поддршка на ЕПИ и следејќи ги искуствата на Холандија, бидејќи да не заборавам и тогаш имавме многу експерти кои што доаѓаа, па бевме дури во Холандија, видовме навистина практично искуство како тоа функционира тамо, не доведе до што сме денес. Спомена и министерот, мислам и Славе, дека главниот проблем се случи кај испитот за медиатори, бидејќи во тоа време се воведе еден концепт на електронско полагање на испити, што ни создаде сериозен проблем, бидејќи ако може да се полага електронски за возачки испит, за не знам какви се други потреби, значи клучно беше да се свати дека за да се стане медиатор потребно е да се види човекот лично, бидејќи медиатор не може да биде секој, туку треба да биде одреден профил на личност, кој што има обврска да следи некаква почетна обука, но и да треба да се положи испит, бидејќи треба да покаже дека не е само слушање на обука доволно, туку треба тој да се имплементира во пракса. Така да законот за кој што зборуваше и министерот, за кој што многу време му посвети Славе, се надеваме дека во оваа прилика ќе ги надмине сите тие проблеми кои што ги констатиравме изминатите 7 години и дека навистина ќе постигнеме еден концепт кој што уште повеќе ќе придонесе да се развие бројот на медиациите и да се покаже во јавноста навистина дека овој концепт функционира. Не е спорно дека овој концепт кој што сега функционира многу работеше на интегритетот на личностите кои што станаа медиатори и навистина имаме малку, сега се 46 ако не се лажам, освен ако се нема впишано во меѓувреме уште некој колега, кои што постигнаа многу, кои што се наметнаа едноставно во општеството, бидејќи овие бројки на предмети покажуваат дека веќе овој концепт е во функција. Законот не би зборала нешто повеќе, бидејќи значи ги кажа главните определби кои се. Она што е битно е дека буквално како што кажа не е доволно само да се влезе во професијата медиатор, кај нас се уште не можеме да збориме за професија, бидејќи
нивото нели на развој на медиацијата не е до тој степен за да можеме ја третираме како професија, туку се уште е една дејност која што е уз некоја друга главна дејност на нашите медиатори. Но сега веќе се внесува обврска за континуирана обука, бидејќи концептот ќе мора да се развива, општеството се развива, се менуваат закони така натаму, едноставно и медиаторите треба да се подложни на еден постојан процес на обука, еден постојан процес на оценка на нивната работа, така да сето она што досега го правеше одборот, значи сите тие позитивни искуства од одборот сега ќе се надградува. И во новиот концепт се предвидува еден поинаков состав на тоа тело, Националниот совет за медиација, кој што ќе биде поконцентриран, но ќе има многу поголеми овластувања од она што го имаш одборот во овој момент. Законот, како што ви кажа министерот, веќе е финиширан. Благодарам на сите присутни членови на оваа мала работна група, која што имаше само еден месец период за да го преработи, да кажам, и да го среди законот од оној текст на закон кој што беше пуштен во владата во 2019 година и кој што заради предвремените избори беше вратен од собранието некаде во септември, мислам, или октомври. И кој што нам навистина даде една добра прилика да повторно се навратиме на овој концепт и да ги надминеме сите оние проблемчиња кои што тогаш се наметнаа, имавме нели мноштво на амандмани, проблеми и така натаму, така да сега се надеваме дека овој законски текст кој што ќе биде пуштен во владина процедура навистина ќе биде донесен на задоволство на сите страни, значи и на медиаторите, и на институциите, и дека навистина ќе овозможиме еден концепт кој што уште поуспешно ќе придонесе да медиацијата заживее, веќе тој термин не знам ни колку е соодветен, бидејќи веќе треба да збориме за раст на медиацијата, бидејќи таа живее, таа е присутна и сега треба само да продолжи со континуиран раст, нормално пред се да се базира на квалитет и на доверба на јавноста во она што го прават тие медиатори. Ја навистина не би сакала да уземам повеќе време, мислам дека доволно време веќе зборувавме за институционалниот концепт за медиацијата и би сакала да оставиме евентуално повеќе простор за прашања кои има од нашите учесници. Ви благодарам. Благодарам, Радица. Јас си запишувам некои од клучните пораки кои што сакам за после да ги споделиме, меѓутоа прво би му дала збор на доктор Марко Андонов, бидејќи Радица го спомена одборот. Повелете, Марко, благодарам што сте со нас. Да, благодарам и на вас за поканата. Почитувани присутни, како што веќе е познато, говорејќи за самиот статус на одборот за медиација, неговиот статус е определен во Законот за медиација, согласно кој се работи за владино тело, во чија што надлежност генерално е издавањето на лиценци за медиаторите, како и лиценци за обучувачите на медиаторите, што ги исполнуваат, се разбира, потребните законски критериуми. Исто така на сите оние субјекти кои што се заинтересирани да вршат обуки, било општи, било специјализирани, им издава посебна акредитација согласно актите за работа на самиот одбор. И исто така, една од значајните работи кои што ги врши одборот за медиација е и обврската да врши да евалуираме поносен судства. Соодветни извештаи до Министерството за правда и до владата на Република Северна Македонија. Говорејќи за актуелниот состав на одборот, сосема накратко само да напоменам дека истиот е конституиран кон крајот на 2017 година и можам да кажам дека во изминатите 3 години колку што реално работи и функционира, направи неколку позитивни исчекори поврзани, како што кажа Радица, не со заживувањето, туку за развојот на медиацијата. Ова насока треба да се спомене дека за прв пат се издадени лиценци за обучувачи на медиатори, како и акредитации на субјекти од нашата држава кои што ги одржаа практично и првите обуки за медиатори,
Како што знаеме, претходно овие обуки се извршуваа во соседните држави, односно во странство, по потоа следеше постапка за нивно одобрување или признавање од страна на одборот. Исто така, треба да се каже дека за прв пат од постоењето на овој концепт во законот Одбор за медиација беа направени од наша страна и евалуации на работата на медиаторите за годините 2017 и 2018 година, врз основа на посебен наш акт кој што беше донесен и кој што содржи одредени квалитативни и квантитативни критериуми за евалуација. Се разбира еден од следните ангажмани на одборот ќе биде евалуација и на работата на медиаторите за годините 2019 и 2020 година. Нема да говорам многу за статистичките податоци со оглед на фактот дека поголем број од дискутантите денес го кажаа на вистина големиот развој на бројот на раст практично на бројот на предмети во медиација, што е евидентно и особено значено не само започнувањето на самата постапка за медиација, туку што е според мене важно завршувањето на овие започнати постапки со спогодба. И мислам дека тоа е нешто што треба исто така да се даде дополнителен фокус во идната работа. Се разбира, веројатно една од целите токму на овој започнат проект ќе биде токму тоа, значи да се работи и во таа насока. Што се однесува до законската регулатива која што е предмет сега на измени, односно се носи нов закон за медиација. Повторно ќе кажам дека Радица и Бојан ги споменаа веројатно најзначајните аспекти на овие промени кои што ќе бидат и кои што ќе значат според мене навистина ќе доведат веројатно и до квантитативно, меѓутоа и до едно квалитативно подобрување на работите на медиацијата. Сосема накратко само да реафирмирам некои од работите кои што беа споменати, а тоа е веројатно според мене едно од позначајните новини, веројатно и најзначајна новина ќе биде начинот на полагање на испит, затоа што, како што веќе беше истакнато, апсолутно е потребно покажување на вербалните, на комуникацијските вештини на самите медиатори, а не само нивно писмено полагање, како што е во актуелниот момент. Преку полагање на теоретски одговори, преку електронски пат, апсолутно тоа не сметам дека е добар начин за создавање, така да кажам, на кадар од областа на медиаторите, односно создавање нови медиатори, туку едноставно мора да се обрне поголемо внимание на оној практичен момент, со што и самиот закон предвидува постоење на формирање на една посебна комисија, која што ќе се формира од страна на министерот за правда со донесување на посебен правилник, преку кој што кандидатот ќе биде во можност да ги прикаже своите устни и практични знаења од областа на медиацијата преку конкретна симулација на случај. Ќе бидат ценети сите и вербални и невербални комуникацијски вештини, знаењето на медиацијата, фазите во постапката, стиловите на однесување и така натаму. Апсолутно сум застапник на концептот за квалитативно подобрување на полагањето на испит за медиаторите, меѓутоа од особена важност е и нивното понатамошно учење и усовршување, како и специјализација во нивната работа. Без сомнение, тоа ќе биде една додадена вредност за самите медиатори, меѓутоа се разбира една додадена вредност за севкупната медиација во нашата држава. Беше спомената директивата 52/08 од 2008 година, која што е во врска со одредени активности на медиацијата во граѓанските и трговските прашања. Практично толкому една од идеи од задачите и замислите на новиот закон е доуредување, односно до усогласување со некои одредби од оваа директива, како што дел веќе беа и споменати. Беше споменато и околу новата поставеност, така да кажеме, на одборот за медиација, кој што веројатно ќе добие и нов назив како тело. Ќе се состои од 5 члена, кои што со оглед на сегашнава состојба од 10 члена, апсолутно мислам дека е позитивно решение, затоа што на секое такво колективно тело му е
потребна, така да кажам, едно повисоко ниво на компактност, што ќе се добие, и што е уште побитно, ќе членовите на ова тело ќе се избираат по пат на јавен оглас, при што критериумите верувам дека ќе бидат поставени на едно повисоко ниво за тоа кој може да биде член на ова тело, во смисла на тоа дека мора да има и формално, па и неформално образование и искуства од областа на медиацијата, што мислам дека навистина ќе го зголеми квалитетот, стручноста, компетентноста на самиот овој на самото ова тело, со надеж дека ќе добие и посебен правен субјективитет, посебен буџет, можеби, како идеја, како предлогот од кој што треба да се разгледа, и евентуално да се разгледа можности и формирање на некоја мини мала стручна служба од 1-2, а не повеќе административни службеници кои што навистина би дале дополнителна техничка, административно-техничка поддршка во работењето на ова владино тело. Ова не случајно го говорам од ова искуство што го имаме изминатите 3 години, кое што апсолутно сите се согласуваме дека е така да кажам еден вид на слабост во досегашното функционирање на одборот, затоа што на овој начин би се зголемила оперативноста и ефективноста на самиот одбор. Некој го спомена и го загатна прашањето околу професионализацијата на медиаторите или концептот на поставување на медиацијата како основна професија. Тоа се разбира дека не е лоша идеја, меѓутоа треба да бидеме реални и да кажеме дека во актуелниот временски моментум апсолутно не можеме да говориме за таква работа. Можеби во иднина, кога навистина ќе порасне и свеста кај граѓаните, кај севкупната јавност за придобивките на медиацијата, за кои што исто така денес беше говорено, веројатно би можело да се размислува и за таква состојба или таква работа. Се споменаа и судиите, правосудниот систем, апсолутно и како претседател на одборот, меѓутоа и како универзитетски професор, сметам дека апсолутно треба да се посвети, можеби и како една мала сугестија од моја страна во рамки на овој проект, да се посвети едно поголемо внимание, да се обрне поголемо внимание на целокупниот правосуден систем токму за медиацијата. По мои некои скромни искуства кои што ги имам од разговори со судии, се чини дека таа своја обврска, нели, согласно законот за парична постапка, да ги известуваат странките дека доколку е до $1.000.000 спорот, ете, вие можете да го решите и по пат на медиација, некако ја чувствувам како многу формална обврска. Значи, не навлегуваат премногу, малку повеќе не навлегуваат за да ги објаснат придобивките на самите странки од медиацијата, едноставно им ја напоменуваат само таа можност која што ја има, нели, за медиација, и тука останува се. Дури ќе споменам и една мала анекдота во оваа насока, дека еден судија кој што ми раскажуваше кога на странките им го рекол ова, некој од странките му одговорил: аха, а вие колку проценти добивате од тоа што ако одиме ние на медиација? Значи, повторно сега доаѓа тука, се надоврзува и севкупната свест на нашата јавност, особено кај граѓаните, така да ќе биде потребна да се направи повторно една така севкупна, така да кажеме, едукација и обрнување на внимание за сите овие работи. Веројатно ќе биде неопходна дополнителна поддршка од владата и од соодветните, нели, државни органи, на кои што уште еднаш ќе се, така да кажам, реафирмира поддршката, подкрепата, сугестијата, споровите кои што ќе произлезат во рамки на работењето на јавните органи, државните органи, да се обиде да се решаваат по пат на медиација, затоа што сите се согласивме дека тоа е, нели, вистинскиот начин и можност за решавање на споровите. Значи, едно поголемо приближување е потребно на придобивките на медиацијата до вработените и во јавниот сектор. Така да посакувам во оваа насока многу успех на овој започнат проект. Се надевам дека ќе бидат постигнати целите кои што се поставени од ваша страна, а сигурен сум дека една од главните цели или крајна цел е понатамошен развој и зголемување на бројот на предмети кои што се
се решаваат по пат на медиација. Ви благодарам. Благодарам, Марко. Јас тука би предала на Ива, ако сака да модерира дискусијата, бидејќи сите знаете дека без неа овој проект не би можел, како и многу од другите проекти во правосудната област во ЕПИ. Ива повели, ако нема други прашања, јас имам прашања, да оставиме на останатите учесници. Повели. Благодарам, Симонида. Добар ден и од мене, почитувани говорници, почитувани учесници. Најнапред сакам да се заблагодарам на говорниците за вашите исцрпни и многу корисни. Укажавте на тоа Comprehensive and да има поголема афирмација на медиацијата во нашата држава. Потребно да ги следиме европските теркови, особено холандското искуство. Покажавте на какви заложби до сега се направени во однос на напредување на концептот за медиација и што понатаму треба да се направи. Заложбите кои се направени од сите чинители. Ова ќе биде особено важно за овој проект кој заеднички го спроведуваме заедно со Академијата за суди и јавни обвинители, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори. Јас не би должела повеќе, би оставила простор за дискусија, бидејќи мојата задача денес е да модерирам дискусијата. Како што знаете, може да се пријавите за учество во дискусија со добро позната функција Raise Hand, што имате на Zoom. Исто така може да поставите прашање во делот Q&A на Zoom. Така да би отворила простор за дискусија. Кој има коментари, прашања и така натаму. Благодарам. Ива, јас би можела да скршам мраз, ако не. Може, повели се. Значи, благодарам на сите, значи имам, моето прашање повеќе беше спомената директивата и за неја говоревме. Меѓутоа, ова е некој прашање кој што може би можел Јан да го одговори, може би делумно Марко, може би и Славе. Другиот релевантен документ на европско ниво за кодекс на однесување. Да ми цимите што коди етика. Behavior, which is an informal document, which has been adopted, but however, in great measure, if someone може да ни сподели ваши видувања во однос на тоа дали има потреба за дорегулација во таа сфера, бидејќи беше споменато доста во однос на испитот што би требал да содржи. Меѓутоа, кодексите на однесување ние ги наоѓаме во контекст на европското пристапување и во однос на реформите и во многу други прашања, и во однос на судиите, и во однос на обвинителите, и пошироко се отварат овие прашања. Па сакам само да прашам, ако може некој од вас да сподели дали и какви дискусии се водат во однос на ова. share their opinions or experiences if such discussions have been held. Is this a question to me? Well, part of it is, yes. In terms of the ethical code of conduct and the way that this issue might be regulated in the Netherlands, because this is one of the other aspects that we hear in terms of the European relevant documents in this area. Well, if I understand it correct, then your question is... Дали вашето прашање, дали помага да се придржувам повеќе на Европскиот кодекс на однесување? Code of conduct for the mediators, because this is an issue that we've been discussing in the national context in terms of judges, prosecutors, but also in terms of the ethical guidance. So, yeah. Well, the whole reason also, for example, for Holland to be very supportive to other countries is that there's only actually one thing important to the EU, to the Netherlands, and it is to enhance democracy, to improve court systems, to improve partiality, neutrality of court systems. And the belief is that mediation will help a lot in this, because mediation is always voluntarily. So solutions reached in mediation are always voluntarily with the parties.
And therefore, yes, mediation is considered to be very important to enhance democracy and therefore for the EU very important. The code of ethics to mediators has two sides. First of all, on the individual level. Last year, we had a problem because one of the mediators committed a crime and we didn't even have a code of ethics to put him out of the register because all procedures were connected to mediations and he didn't commit a crime in the mediation. So now we have a general code of conduct also on this part. So yes, this is also an important part. But for the general meaning, I think we have the weakest law. So this is not the most important. It is promotion of mediation in general is considered to be ethical, the best thing to do. Is this an answer? Yes, thank you. Славе, повелете. Благодарам за можноста неколку реченици да кажам во врска со довербата што треба да ја ужива медијаторот во општеството, како и за неговите карактеристики, односно за она што се нарекува етика во медиацијата или личноста медијатор да биде со особини што ја истакнуваат неговата личност за да може да им помогне на страните. Во овој закон, за разлика од актуелниот, значи во овој предлог закон, за разлика од актуелниот, направени се квалитетни измени со тоа што на прашањето на конфликт интереси, на етиката на медијаторот се изработени посебни членови со кои што и правно ова прашање се регулира. Тоа доаѓа од таму што веројатно праксата во овие неколку години покажа дека ова прашање е многу битно. Враќајќи се пред 13 година, пред да биде донесен овој закон, ние бевме сведоци на исклучително неетичко однесување од страна на тие лица што беа медијатори и повеќе би рекол од стравот да не ни се повтори во новиот закон, воведовме многу строги начини на стекнување на статусот на медијатор, како што е тестот на интегритет, полагањето испити и добивањето на лиценца. Самата оваа постапка е еден вид гаранција дека лицето што ќе биде медијатор и што ќе добие лиценца ќе се разликува во однос на претходната пракса со медијаторите, меѓутоа и самиот тој ќе последува лични особини. Ова го кажувам повеќе во контекст на состојбата дека, како и во секоја организирана група, може да се случат одредени одскокнувања, одстапувања, па дури и одредени работи што не ги посакуваме од страна на лицата што се членови на таа комора, како што е комората на медијатори, меѓутоа законодавецот е должен да предвиди секакви ситуации за да може превентивно да реагира. Лично сум задоволен со измените во овој закон, каде што им се укажува на медијаторите, тие што ќе стекнат лиценца, дека мораат, должни сте, обврзани се да се однесуваат етички како спрема своите колеги, така и спрема страните и со своето однесување во општеството да бидат пример. Веројатно во изминатиот период кога ја извршува функцијата, односно ја вршам функцијата председател на комората, имаше одредени информации што доаѓа до мене од страна на медијатори кои прекршиле одредени етички принципи. Меѓутоа морам да признам дека до комората ниеден, апсолутно ниеден акт не е стигнат од страна за да се посочи таквото однесување. Тоа биле вербални искази во кои се кажувало дека е наплатено повеќе од тоа што требало или не им било јасно или не им било објаснето. Мислам дека и оваа состојба превентивно ја посочивме во рамките на Министерството за правда и укажавме дека е потребно да биде донесен
медиаторската тарифа, за да може и во овој поглед да имаме еден вид правна рамка која ќе ги отстрани сите можни сомневања за постапувањето на медиаторите. Ова повеќе како укажување дека тоа ни престои во наредниот период. И уште реченица две. Ние не можеме и како институции да гарантираме за секое поединачно однесување. Нас ни се случи во праксата и некој однесување да отстапува. Еве, само ќе ја посочам ситуацијата каде што директорката на Академијата за судии и за јавни обвинители е свесна за перцепцијата на јавноста во голем дел за судиите. Ние не тврдиме дека сите судии или сите судии се добри или сите судии се лоши, како што можеме да потврдиме преку поединечен пример дека има по некој судија кој ја прекршува етиката во рамките на судската област. Веројатно, свесни заради таа ситуација, очекуваме дека во наредниот период ќе се јават можеби медиатори што ќе се огрешат од етиката и должни сме да имаме процедура како да укажеме нова за да го заштитиме и процесот и медиацијата од ваквите медиатори. Веројатно, тестот на интегритетот и сите постапки што ги предвидуваме, тие ни даваат само еден вид можност да дојдеме до квалитетен кадар. Меѓутоа, тоа никој не може да гарантира за година, две или повеќе години како ќе се однесува лицето. Во овој контекст можам да кажам дека сега за сега е далеку попозитивна перцепцијата за медиацијата, односно таа и доволно не е позната во однос на некои други професии, а свесни сме за тие професии какво мислење владееше во јавноста. Далеку било да одиме и да се гордееме на тоа ниво. Обратно би требало да видиме. Можеби ние ќе видиме едно од ретките професии за кои што во јавноста не владее негативно мислење. За да ја здржиме оваа представа во јавноста и како треба да поработиме на етичкиот кодекс, на она што се нарекува доверба на медиаторот и на неговите особини. Благодарам. Ви благодарам многу, господине Младеновски. Господине Јан, дали вие сакавте да додадете нешто? Yes, I think one of the most important things in quality assurance is the disciplinary board. Советот за дисциплинскиот совет. There are 3 judges in this board, and we have now about 1,200 complaints every year against mediators, and this can be on the ethics, but this can also be about their behavior in mediation. And every month we publish all cases and what the disciplinary board has taken as measures. So I think it is very important to be transparent on this, to be open on this, and that every person can put a complaint against a mediator on whatever reason. Thank you. Ви благодарам многу, професор Јан. Имаме прашања во чет од колешката Ангела. Што всушност се предвидува со обуката за медиатори согласно проектот? Дали сметате дека медиаторите треба да специализираат во одделни области, посебно за решавање на одделни предмети опфатани согласно Законот за правда на децата? Поверете, најверојатно... Јас ќе се обидам, може? Може, слободно, поверете. Значи, јас и веќе споменав во законот, во предлог законот кој што ќе биде процесиран, се предвидува обврска за континуирана едукација на медиаторите, која што сега не можам да ви кажам точно за 16 часа, сега се сетив 16 часа во текот на годината дека мора да посетуваат обука, која што ќе се организира од страна на комората, но и во соработка со други релевантни институции. Ние тука пред се имавме во предвид Академијата за судии и обвинители, кој што е најспециализирана и најостручена и единствена организација која што во моментот дава навистина квалитетни обуки на судиите и обвинителите.
а имајќи во предвид нели дека таа врска помеѓу судство и медиација е неопходна и мора да опстои и понатаму. Тука не се особено битни значи обвинителите, затоа што јас не зборував претходно за тоа. Во Законот за правда на детето има обврска пред да оди обвинетото дете пред суд, треба да се обиде да го надмина тој спор со медиација. Значи, законот е донесен, ако не се лажам, 2014 година. Примената, мислам дека од 2015 година. Бројот на такви медиации, значи тоа се кривични постапки, тоа е веќе кривична постапка, каде што се предвидува, значи како обврска да се обиде медиацијата, до 2019 ние немавме ниту еден предмет. За да во 2019 година се направи тука еден исчекор и обвинителството пред се од Тетово и само еден предмет од Скопје се евидентира 15 постапки. Од тие 15 постапки, 7 од нив беа завршени со спогодба, значи успешно завршени. Што значи дека од тие 15 деца кои што требале нели да сите пред суд и тамо да ја доживеат таа траума, бидејќи станува збор за деца и секое појавување на дете пред суд е траума. Значи 7 деца едноставно се изземени од тој процес и целата постапка е завршена по пат на медиација. Проблемот не беше толку, да кажам, од аспект на едукација на обвинителите, бидејќи имавме еден друг проект во изминатиот период, каде што навистина обвинителите беа едуцирани за ова, како и нормално судиите кои што работат со деца за малолетничка правда. Проблемот беше од финансиски аспект, за кој што со годините нанатат ствараме една пресија, така да сега обвинителствата во своите буџети предвидуваат и средства за оваа намена. Значи, неопходна е специјализација, бидејќи за овој тип на предмети неопходна е специјализација, бидејќи со дете не може да работи секој дефинитивно. Да споменам дека минатата недела, ако не се лажам, имавме една конференција по однос на Законот за заштита на правата на потрошувачите, каде што исто така ќе се оди на јакнење на концептот на медиација, значи употребата на медиацијата при решавање на потрошувачките спорови, што е многу битно. Добро е што и во сам старт ќе бидеме во координација со Министерството за економија и навистина ќе се обидеме да ја вметнеме нели обврската за самообврската, да ја вметнеме медиацијата и во тој закон, но колку што разговаравме тогаш и тамо ќе биде неопходно да се врши специјализација. Така да, согласно новиот концепт, новото тело кое што ќе работи, значи за обезбедување на квалитет на медиацијата, ќе треба малку повеќе да удри акценти на оваа специјализација и медиаторите нормално да се искажат интерес и да извршат специјализација сопствена во одделни области. Се надевам дека дадовме одговор на прашањето. Ви благодарам многу. Госпоѓа Радица, сега имам уште едно прашање од колешката Јулијана. Извинете, повелете директорке Наташа Габер-Дамјановска, повелете. Благодарам, со оглед на тоа дека беа споменати процесот на едукација и она што може да го покрие академијата од свој домен. Сакам да нагласам дека медиацијата уфаќа многу различни области на општественото живење и различни проблематики за кои што секоја од себе е посебна специјализација. И треба посебен напор и длабоко познавање на состојбите, па и законската рамка во одредени домени за да може некој успешно да ја води медиацијата. Значи, едно е да речеме кога тоа се прави за деловни субјекти, кои што имаат некој пати и огромни суми. Друго е кога се работи за прашања, проблеми кои што се од трудовото
законодавство. Значи, тука мора одлично да се познава законот за работни односи, сите придружни нешта, колективни договори, така натаму, за да може успешно да се направи таа медиација. Друго е се спомна правото на детето, работи од социјалната сфера, развод на брак или пак некои други прашања. Така да мислам дека целата медиација сигурно се дели на посебни модули кои што ги обработуваат посебно начините на решавање на проблемите од овие посебни области. И заради тоа треба со голема почит да се однесуваме на тие луѓе што има такво познавање и се обидуваат со добра волја тоа да го работат. Од аспект на академијата, повторно морам да нагласам дека и досегашните обуки што ги имавме, беа направени со микс, со мешовити групи на слушатели, кои што не секогаш потекнува од правосудството. Беа и од други релевантни институции, кои исто така искажува интерес за да може да го следат тоа. И дека на крајот на краиштата е прашање на умешност. Потребна е вежба, потребна е работа за да некој умешно може да го спроведува целиот процес и да има ефект. Така да едукацијата се надевам дека ќе биде како и за онаа целна група што ја покрива академијата, така можеме да правиме микс групи и од други учесници кои што имат интерес, а од друга страна мощно е битно. Без да анонсијатор што мундур генератате рејато пјесмар на като трениме секура за ката че ја на актуалиш на академијн тон џис. Не свеста и да им дадеме поттик и интерес кон овој начин на решавање на споровите како нешто што може да биде корисно за целото општество. Толку сакам да кажам. Благодарам. Ви благодарам многу, директорке, на излагањето. Секако ние и во рамки на овој проект ќе се обидеме заедно преку академијата да направиме некои обуки мешани со медиатори и други чинители. Господин Отијан сака да земе збор. Проверете, професор. Yes, I would like to add something. In my experience now in the other countries who are starting with mediation, specialization, of course, is very important for experienced mediators, but the basics are mostly not in order. So if we believe in facilitative mediation, which is the basis, then the lack of experience is the basic reason why most mediations fail, or why mediations are not considered to be equal to any other procedure. So what we now try to do in many countries is first raise the level of the skills in the basics. And that means practice, 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 get experience as much as possible. If a person doesn't have any experience and he has to do a court mediation, it's too difficult. So you need experience first. And then, of course, knowledge works, helps. But if the basics are not in order, then it's a problem. So the thing is, how do they get experience? And this also goes back to one of the other speakers who said full-time profession at this moment is not possible in Macedonia. I doubt it. I have some friends in Romania, for example, and they really go for it. They really have the experience and they are full-time mediator. Although Romania still has problems in going for mediation. So if you really go for it and you have the skills, people will come. But first get experience as much as possible. And you can do this also in trainings. So what we now do is projects in helping them practice, practice, practice. Thank you. Thank you, Professor. We have two other questions. Имам уште три прашања. Господине Младеновски, вие сакавте да земете збор? Само една реченица. Може? Поверете. Добрата работа е во овој закон што ја ставивме дополнителната обука за медиаторите.
Меѓутоа, она што сакам да го потенцираме, всушност, ние не се обидуваме преку дополнителната обука да направиме квази адвокати, квази економски вештаци или не знам какви експерти во рамките на поединечни области. Дополнителната обука всушност ќе оди во насока за зајакнување на карактеристиките на медијаторот со информации од одредени специфични или специализирани сознанија. Еве што сакам да кажам. Различен е пристапот на медијаторот кога имате една ситуација на решавање на спор меѓу двајца субјекти, сопруг и сопруга, и различна е ситуацијата кога имате двајца субјекти кои што се од бизнис заедницата, од приватен сектор или од јавен сектор. Неговото претходно предзнаење го подготвува дека треба да внимава во двата односи каков пристап ќе преземе. Имате луѓе кои што се послаби на емпатија, имате луѓе како и медијаторот што се приклонува кон жртвата. Оно што сакам да го кажам за медијаторот во оваа специализација, не станува збор дека тој не треба да го познава законот или правните норми. Тоа само по себе се подразбира. Меѓутоа, од него не се бара да го познава закон за брак или семејство или не знам некој специфичен закон облигационен кој што ќе им го цитира на страните. Туку обратно е пристапот. Он треба врз основа на тоа што му го даваат законите да ги извлече добрите особини од страните во постапката за да дојде до решение. Овие 16 часа што ние ги ставивме во законот се всушност, пак ќе речеме пак некој наш минимум што проценивме дека е потребен. Меѓутоа, никој не му забранува на медијаторот кога има поединечен предмет, кога има одредена батерија, да го надградува своето знаење и своето искуство, за да може да дојде до што повеќе информации. Праксата покажа, значи во изминативе 2-3 години, дека, барем тоа е моето искуство, сега не знам за сите 40 медијатори, односно како беше, меѓутоа, секогаш до мене стигнува прашања од колегите спрема некој предмет како да пристапат, како и јас самиот лично што чувствував за потребно за во некое прашање да се консултирам со колега кој што е правник или колега што е адвокат, па ми недостига некои елементи кои што ги чувствував како слабост во секој случај кога ја водев постапката. Ова што го каже и Јан дека нас всушност праксата ќе не очеличи, праксата ќе не направи да бидеме уште повеќе сигурни, дополнително со специализацијата за одредени предмети кој што ќе оди насоката на обуката на медијаторите во рамките на зајакнувањето нивната вештина, всушност ќе не направи уште посилни медијатори. Нема да не направи подобри адвокати или подобри финансиски експерти. Ова повеќе го говоров да не се препознаеме некои од нашите присутни за одредена реакција во јавноста кај што ни беше забележано дека ние не сме познавале финансиски консалтинг и не сме можеле да решаваме спорови онакво. Тоа ја покажа ситуацијата на тие што ја критикуваат медијацијата дека дури ни основниот концепт на медијацијата не го разбират кога очекуваат од медијаторот да биде и експерт за медицина, доколку е спорот од таа област, и да биде експерт за електроинженерство или од градежништво. Од нас ниту се бара да ги познаваме овие материи и овие области. Од нашата вештина во рамките на тоа представување при решавањето е всушност приближувањето на страните преку слушање на нивните интереси, што е она што е најдоброто, што тие го гледаат како можност за да дојдат до решение. И затоа во своето излагање укажав на ситуацијата во која што велев дека секој од нив наоѓа нешто што му се допаѓа или нешто што му е потребно. Дали се тоа време, пари, извинување, углед, сатисфакција. Само како пример, осигурителната компанија, може нема да верувате, бара спорот да се реши со медијатор токму заради тоа што не оди во јавност, токму затоа што незиниот предмет не е судска постапка, каде што граѓанинот доколку е незадоволен од пресудата или не е задоволен од пристапот на агенцијата
излегува во јавност и кажува, ние видовме што значи довербата на штедачите спрема банкарскиот систем, како лавина се случува кога секој сака да се ги повлече средствата од банката заради ваков или таков принцип. Јас овде кажувам, на таа вештина ние треба да ги зајакнуваме особините на медијаторот, а не да бараме од него да биде експерт или стручњак за област за кој што воопшто не е квалификуван, дури нема предзнаење. Благодарам. Ви благодарам, господине Младеновски. Имавме две прашања на кои професорот Јан одговори на писмено. Имаме едно прашање од колешката Jan answered in writing, and we had a која е адресирано, меѓутоа ќе го прочитам. Само момент. Прашањето се однесува дали обуката е доволна за медијаторот да ги стекне потребните вештини и способности. The basic training sufficient for mediators to become good professionals. A question for Professor Jan to explain to us or to give us a link to eventual comparative analysis in the Netherlands or EU country about the differences in the amount of court fees versus the expenditures of mediation in cases of small and medium claims cases, especially. So you want to know what the advantage and costs is for not going to court, but doing it in the mediation? Is that the question? Yes, kind of it. And if there is a comparative analysis regarding that? Yes, there are some, but the biggest problem is in the courts. Actually, the price is mostly not the problem. The only problem is the judges do not have time, and therefore some cases can go for years. It will take a long time. It will restart each time again. And they stopped counting when they saw that the number of hours spent in the courts was 300 times higher than in hours of mediation. And this is because you have appeal and appeal on the appeal, etc., 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 and it goes on and goes on. And each time again, the judge and the other people have to review the case, look at it again, discuss, etc., etc. So the price is more than 300 times more. Ви благодарам, професоре. Дали за Thank you, sir. обуките сака или нешто друг, некој од говорниците би сакал нешто да додаде? Доколку ги исцрпивме сите прашања и сите излагања, јас би предложила овде да се одјавиме. Сакам да се заблагодарам на сите за вашето присуство и би оставила простор на Симонида да го затвори наставот. Нема нешто особено што Симонида ќе каже, освен да ви се заблагодари исто на сите за дискусијата. Ние ќе продолжиме да работиме на оваа тема во наредните 2 години, како што веќе беше споменато. Благодарам на сите што ни дадовте многу храна за да размислуваме на каде можеме да се насочиме. Ние сме тука на располагање секако во однос на дополнителни информации и се надевам дека со сите наси учесници ќе се видиме набрзо и лично и ќе можеме дел од овие прашања да ги отвориме или затвориме соодветно. Благодарност уште еднаш до амбасадата на Кралството Холандија, до нашите говорници и до сите 30 на учесници кои што беа со нас цело време директно и оние кои што не следа онлайн. Ви посакувам добро здравје, убави празници и се надевам на следно видување набрзо. Благодарам на Ива, бидејќи навистина се потруди во организацијата на овој настан и убаво попладне на сите. Благодарам. Thank you.